Здраво на сите! Денес сакам да ви раскажам за нешто што прави голема промена во одгледувањето храна во градовите. Паметната заедничка градина. Тоа е неверојатен начин што ги спојува технологијата и луѓето од малото за да одгледуваме храна на здрав начин во нашите градови. Па што точно е паметна заедничка градина? Замислете обична градина во малото, ама подобрена со најнова технологија. Зборуваме за автоматски системи за полевање, камери за надзор, сензори што мерат каква е почвата и компјутерски системи што помагаат да се гледа и управува се оддалеку. Ајде да го објасниме ова подобро. Една таква паметна заедничка градина може да има неколку подигнати леи, како креветчиња за растенија, на некое празно место во градот. Луѓето можат да доаѓаат секој ден, да се грижат за растенијата и да си берат свеж зеленчук и овошје. Но со паметните уреди се е уште подобро. Автоматското полевање се грижи растенијата да добијат точно колку вода им треба. Сензорите ја проверуваат почвата, а камерите пазат се да биде безбедно. Оваа технологија не само што помага градинарството да биде подобро и побрзо, туку го прави и полесно за секого. Замислете да можете да ги проверите вашите растенија преку телефон. Плюс, тоа ги охрабрува повеќе луѓе да се вклучат, бидејќи е полесно да се работи. Сега, ајде да зборуваме како да го направиме ова уште поинтересно со користење на токени, како награди и игри. Со додавање на вакви работи, заедничките градини можат да ги поттикнат луѓето повеќе да учествуваат. Замислете да добивате токени, нешто како поени или жетони за вашата работа во градината, кои потоа можете да ги замените за свеж зеленчук или други награди. Тоа е забавен и интересен начин да се зајакне другарството и сите да работат заедно. Па, како се прави паметна заедничка градина? Прво, треба да најдете добро место, земја што има излез на улица, простор за паркирање и е блиску до автобуска станица и спортски игралишта. Потоа треба да ја проверите земјата за да видите дали е добра за одгледување здрава храна, без хемикали. Потоа, че треба да поставите системи за вода за паметно полевање, камери за надзор, сензори, интернет, Wi-Fi и други системи за да можете да следите се оддалеку. Исто така, добро е да поставите соларни панели за струја од сонцето, батерии и полначи за електрични автомобили или велосипеди, за да имате своја струја. Одредете делчиња земја од 3 на 3 метри и 6 на 6 метри за садење и обезбедете место каде ќе се чуваат или изнајмуваат алатки, семиња и земја за прихрана, компост. Направете и простор за мало кафуле, тоалети, клупи, па дури и кујна и скара за собиранки на комшиите. За да може градината да трае долго и да биде успешна, размислете да додадете и дел каде ќе се садат дрвја, за да се направи мала шума како парк. Тоа може да привлече посетители и луѓе што сакаат да собираат шумски чаеви или плодови. Ова ја прави градината место каде децата од училиштата можат да учат, да се одржуваат средби, активности за дружење на колеги од работа и да се учи повеќе за одгледување храна. Замислете да ја поврзете градината со спортските игралишта што веќе ги има или со нови, да направите како мало еко-село со место за одмор и релаксација, места за кампување за туристи, па дури и терен за голф со мали езерца, каде ќе може да се лови риба за забава. Можностите се навистина големи. Ете така, тоа е иднината на одгледувањето храна во градовите со паметните заеднички градини. Ајде да ги направиме нашите градови позелени, да користиме работи што траат подолго и не ја загадуваат природата и да бидеме подобро поврзани едни со други. Ви благодарам што гледавте, не заборавајте да ставите лайк, да го споделите видеото и да се претплатите на каналот за повеќе новости за паметни идеи за нашите градови. Се гледаме следниот пат.